Во ова издание на Агенда 35 зборуваме за зелени теми. Зошто еколошките бизнис идеи треба да бидат високо на приоритетот за поддршка и зошто младите луѓе треба да ги поттикнуваме да размислуваат за зелени и одржливи бизниси. На оваа тема разговараме со Ирина Јаневска, коосновач и председател на Арно. За жешките еколошки теми и опасностите од загадување на водата, почвата и воздухот со опасни токсични материи разговаравме со професорот од Природно-математичкиот факултет Трајче Стафилов. Во Македонија расте интересот за инвестирање во бизнис проекти кои спаѓаат во така наречената зелена економија, односно економија која е еколошки поодговорна и има позитивно влијание врз животната средина и општеството воопшто. Според Народната банка, минатата година во однос на 2022 година се бележи пораст од 29,1% на зелените кредити, а во споредба со крајот на 2019 година, кога почнале да се прибираат податоците, зелените кредити се зголемени за 2,8 пати. Најмногу заеми барале фирмите. Каков е интересот на компаниите, предприемачите и особено на младите за развој на вакви бизниси, одговор побаравме од Ирина Јаневска, коосновачка и председателка на Сдруженијето за социјални иновации Арно, кој 10-та година поред го организира регионалниот надпревар за најдобри зелени идеи во Македонија. Многу органски доаѓа во нашата земја што и финансиските институции се одлучуваат на вакви чекори. Тоа е иднината на економијата. Зеленото финансирање значи инвестиција во иднината. Сето ова доаѓа од веќе многу постоечките документи и препораки кои што веќе години, децении наназад човештвото ги развива во рамки на развојните фондации, развојните програми и сите влади одамна даваат свои заложби, а ова се само конкретни инструменти како ние од тие политики да преидеме кон нешто конкретно. Зеленото кредитирање го имаше и пред неколку години, меѓутоа не беше толку актуелно. Веќе постои поголема свест помеѓу граѓаните, помеѓу малите предпријатија, големите предпријатија за инвестиции во ваква форма. Она што можеме да го кажеме за зеленото финансирање, кредитирање, кој што е делот од оваа политика, е дека навистина значи економски инструмент, за кој што ја сега не можам да зборам многу низ призмата на економскиот јазик, меѓутоа да речем ако $1 инвестиција во нешто што е нееколошки бизнис има поврат за X години, тоа значи дека за многу подолго време ние ќе имаме многу поголем поврат на овие парични средства. Потешко мерливо е, ни требаат нови индикатори, меѓутоа многу е потребно да не размислуваме за иднината само од призма на оној чист економски профит, туку што значи тоа за животната средина. Македонија, например, е аграрна земја, меѓутоа за 100 години квалитетот на почва ќе се исцрпи. Ние ако сега инвестираме во бизниси кои што не се добри за почвата, исцрпуваат, во иднина навистина ќе доживеме економски крах. Освен што луѓето ќе изгубат работа, нема да имаме од што се храниме, целата економија ќе биде поставена на погрешно ниво ако не размислуваме за вакви зелени инвестирања. Јаневска вели дека интересот за развој на зелени и еколошки одржливи проекти со текот на годините опаѓа, ако се гледа од аспект на интересот на граѓаните и компаниите за регионалниот надпревар зелени идеи. Тоа го препишува на растечкиот тренд на иселување од земјава, како и на нестабилната бизнис клима. Мислам дека е поголема свест и поголемиот притисок врз големите компании. Еве ова преод кон зелена или чиста енергија, ставањето на соларни панели, веќе има многу појасно дека на подолг рок е навистина помалку ќе чини за самата компанија. Она што кај нас е интересен феномен кој го наблюдуваме преку надпреварот за зелени идеи е дека старосната граница исто така ни се зголемува, значи се повеќе повозрасни граѓани се гледаат во зелените бизниси, додека младите, повторно ќе кажам, или се обесхрабрени, оваа генерација Z навистина има поинакви светогледи, или ни одат надвор од земјата, или се апатични. Постои тренд, ако порано повеќе здруженија аплицираа, сега гледаме тренд кон луѓето и да се осврнуваат кон почисти бизнис модели, што значи дека имаме можеби повеќе финансиска писменост, па помалку се охрабруваат да влезат во таков економски чекор, значи да основаат компании. Порано имавме повеќе апликации кои што беа повеќе, да речеме, на ниво на поезија, не ги велиме. Зелени идеи е годишен надпревар кој поддржува развој на мали локални и одржливи бизнис идеи на Западен Балкан. Секоја година по тројца представници од секоја од земјите се надпреваруваат во две категории за награди во висина од $5,000 и $10,000.
Македонија досега имала дури 10 победници. Од кога Арно го администрира надпреварот, тоа е 2015, претходно беше друга фондација, ние имаме секоја година регионални победници. Тоа многу не радува, затоа што се гледа дека кога се инвестира време, менторство, знаење, навистина има резултати. Значи имаме 10 победници на регионално ниво, кои што имаат прибрано вкупно за сите фондот од $95,000. Некоја година победуваат во категорија $10,000, некоја во $5,000, оние кои што се сосема почетници, што се физички лица. Интересот за оваа економија е голем и ние тоа го кажуваме преку индикаторот дека во овие 9 години, сега оваа ни е 10-та, имаме 291 апликација, што е навистина многу за мала земја како нашата. Сега, нели, зборувавме квалитетот, може би е различен, дискутабилен, квантитетот може би не е индикатор, ама самото тоа дека луѓето размислуваат е доволен податок дека имаме потенцијал како земја. Она што морам искрено да го кажам, дека како и во стартап светот, очекувањата се дека 90% од идеите нема да успеат. И навистина ние се трудиме еве тука да кренеме свест помеѓу донаторите да се повеќе се свртат и кон финансирање на здруженијата кои што може би имаат идеи на спинов, да регистрираат социјални, зелени предпријатија, тоа да биде еден од начините како ќе се финансираат. Значи да не се оди на риториката дека тука треба се само приватниот сектор, туку имаме и други правни форми. Ги имаме и кооперативите. Во Европската унија тие се баш број еден пример за социјално здружение. А кооперативите па имаат многу силна зелена димензија, затоа што самите граѓани кога ќе се обединат знаат што е добро за нив. Така да гледаме една свест и оваа зелена димензија во социјалното претприемништво е се поприсутна, така да тие се нераздвојни форми. Веќе барем ние во Арно кога збориме за социјално претприемништво, секако сакаме да видиме предпријатија кои што со своето работење не штетат на природата, а и убаво би било нели да унапредуваат. Со стратегијата Европа 2020, Европската комисија го одреди правецот на Европската унија и даде акцент на паметниот, одржлив и инклузивен раст. Севкупната развојна програма во голема мера е заснована на принципите на одржливиот развој, односно на зелената економија од која се очекува создавање работни места и намалување на сиромаштијата низ одржливо и одговорно управување со природните ресурси. Европската унија има конкретни цели: намалување на емисијата на гасови кои го предизвикуваат ефектот стаклена градина за најмалку 20% во споредба со нивоата од 1990 година, зголемување на процентот на обновлива енергија во финалната потрошувачка на енергија за 20% и зголемување на енергетската ефикасност за 20%. Кај нас конкретно зацртани цели во оваа насока нема, но дефинитивно има ригорозни законски решенија кои не одат во прилог на развојот на зелената и особено циркуларната економија. Јаневска има конкретни препораки што треба државата да направи, но и како младите предприемачи би требало да развиваат зелени бизнис идеи. За да се подобри состојбата со зелено предприемништво, навистина треба првен да имаме една легислатива која што е охрабрувачка, околина која што е возможувачка. Значи треба да се постави инфраструктура каде што ќе има повеќе центри на поддршка. Универзитети, заедно со донатори, заедно со програми од државата, треба да формираат такви места, хабови, центри на точка кои што ќе бидат пристапни, достапни за граѓаните. Дали се тоа лаборатории, дали се хабови, дали се експериментални центри, треба да постојат и треба да се константни. И за сето ова да функционира, треба да се инвестира. Освен знаење, експертиза, ни требаат инвестиции кои што доаѓаат во парична форма, инвестиции кои што се константни и долгорочни. Значи мора да имаме визија за работите каде одиме. Како препорака до сите со акцент на младите, затоа што тие се двигатели, нив многу органски им доаѓа сето ова, тие ги слушаат и светските пораки, не само локалните. Зошто треба да се занимаваат со зелена економија и зелени бизнеси? Затоа што тоа е еднината на економијата. Се повеќе ќе слушаат економски концепти кои што ги нема во учебниците. Еве, таква е еден пример донат економија, која што вели дека се што правиме има еколошки плафон. Не постои бизнес кој што не користи, експлоатира ресурси и треба да знаеме каде е тој плафон. И ако ние им оставивме еден свет во кој што сега тие се анксиозни, наследните генерации треба барем тие да се обидат да им остават подобар свет, да не го следат нашиот пример. Тоа е една порака, многу човечка, филантропска, до зошто треба, а другото е дека има моментум. Сега во моментов, еве и од Арно имаме зелени идеи, отворен до 6 мај, имаме и друг регионален проект кој што дава поддршки до 27 мај. Имаат
сега моментум за поддршка. Професор Естафилов, ви благодарам за овој разговор. Поминаа речиси 20 години откако вие заедно со неколку меѓународни експерти мапиравте 16 така наречени жешки точки, каде што поради присуство на индустријски отпад имало огромен ризик за загадување на животната средина. Колку се тие точки жешки и денес, односно колку се уште дел од нив представуваат опасност за животната средина и за граѓаните? На почетокот да ви благодарам и на вас за интересот. Точно скоро 20 години помина од кога ги дефиниравме во рамките на проектот за изработка на стратегија за отпад на тогаш Република Македонија, во кој што студијата за индустријски отпад се однесуваше на дефинирање на отпадот создаден во индустријата и дефинирање на така наречени жешки точки, односно локации во кои што има депонирано индустријски отпад, кој што може да представува опасност за загадување на животната средина. Тогаш беа дефинирани 16, беа рангирани според токсичноста на отпадот, според локациите, според количествата, по ранг, по опасност. Во меѓувреме, за овој период, 3 од нив веќе не можеме да ги сметаме за опасни жешки точки, затоа што 2 се урбанизираше просторот, така што беа затворени фабриките и комплетно елиминирани како критични локации. Тоа е кожарата Годел и во Скопје и Танец Алевски фабриката во Кичево. А решени беа проблемите со создадениот отпад во тој период во ОКТА, која што долг период и не работи, но презеде мерки да ги санира настанатите проблеми. Остануваат оние депонии кои што не се дадени под концесија за работа, кои што не се активни и представуваат и понатаму голем извор на загадување. Тука би ја навел големата депонија на хексахлороциклохексани во Охис, за која што треба да се изработуваат проекти, да се обезбедуваат средства и да се решава многу сериозен проблем. Останува нерешена депонијата на троска од работата на топилницата во Велес, која што е практично во градот и која што толку години поминаа 22 години од затворањето на топилницата, а и претходно имало депонирано големи количества, таа представува и понатаму сериозен проблем. Исто така би го навел тука и случајот со депониран арсенов концентрат во Лојане, кој што не бил продаден во моментот кога 1979 година бил затворен рудникот, создадени 15.000 тони арсенов концентрат, оставен така. Покрај јаловината од арсен антимоновите флотациони процеси, овој арсенов концентрат е оставен еден дел и во Табановце, еден дел до Лојане. Така што тоа представува сериозен проблем. Студијата на UNDP во 2007 година ги дефинира точно областите, медиумите кои што се загадени, имаме екстремно загадување и тоа бара исто така итни решавање, бидејќи таа околина ја контаминира и загадува. Јаловината од флотацијата во Тораница исто така е изворна на загадување, посебно на Крива река. Има потреба и таму од дополнителни активности. Депонијата на пепел во рек Битола исто така има потреба од мерки и санирање. Депонијата за фосфогипс кај Велес од хемиската фабрика за вештачки ѓубрива од 1,5 милион тони исто така е небезбедна, необезбедена, бара потреба од одредено санирање, не е на првите рангирани места по опасност, но сепак е вклучена. И тука би ги навел и старите јаловишта од работата на флотацијата во Пробиштип за производство на олово-цинкови концентрати, јаловината во огромни количества, над 20 на милиони тони, бидејќи тој процес е над 70 на години. Депонирани огромни количества и тие се извор на загадување на животната средина и на реките, и на почвите, и на воздухот исто така. Тоа исто така бара потреба од одредени решенија. Мислам дека ги наведов сите, освен потребата од санирање на
депонијата на Троска, создадена од работата на топилницата за ферохром и југохром во Јегуновце, на која што има депонирано и огромни количества од околу 300.000 тони хроматен мил, кој што под дождовните води делумно се раствара, преминува во форма на хром 6, кој што е токсичен и кој што комуницира со реката Бардар и со подземните води и со подземното езеро кој што го храни изворот Рашче. Така што тука исто така е нужно и потребно. За неколку од овие критични локации кои што ги наведов, изработени се физибилити студии финансирани и од Европската унија, предложени се мерки, дури и одредени финансиски конструкции се предвидени, треба мерки, активности, треба средства, проекти и активности. Веројатно и волја за да се затворат некои од овие проблеми. Да, овој индустријски отпад со збогатен со токсични тешки метали несомнено ја загадува водата, почвата, воздухот. Вие сте специјалист во делот на загадување на животната средина со тешки метали. Кажете ми прво за водата и почвата, што покажуваат вашите последни испитувања? Колку ни се тие загадени со тешки метали и колку се опасни за здравието на граѓаните? Во овој изминат период од скоро 20 години, јас со мојот тим извршивме истражувања многу детални на почвите, на површинските води, на воздухот, исто така, посебно во овие критични региони. Резултатите покажаа загадување на почвите, посебно би го нагласил интензивното загадување на почвите во градот Велес и неговата околина, како резултат на дистрибуција на прашина од депонијата Троска и од поранешната работа на топилницата, бидејќи таа работела практично без филтри. Тој простор кој што го утврдивме дека е загаден над интервентни вредности, што значи дека такви почви треба да се санираат, а не е извршена таква санација, се околу 7 квадратни километри. Тоа се во урбаниот дел и во аграрниот дел на градот, кој што пак предизвикува загадување на воздухот со прашина богата со овие токсични метали. Нашите испитувања на прашината во куќи земе, на куќната прашина, исто така покажа високи содржини на олово, кадмиум, арсен и други тешки метали во таа прашина која што и денес е присутна во самите куќи. Порано, веројатно, били тие концентрации многу повисоки. Тоа се одразува и на загадување на зеленчуците кои што ние ги испитувавме и произведени во тој регион. Имаме скоро во сите анализирани примероци по високи концентрации на олово и кадмиум од другите. Исто така, такво загадување во поширок обем утврдивме и во Пробиштип и неговиот регион, каде што утврдивме загадување и таму на зеленчуци и житарици со кадмиум и олово над максимално дозволените концентрации. Тоа сакав да ве прашам, штом ни се загадени водата и почвата, веројатно и храната, дел од овие токсични тешки метали завршуваат во храната. Може ли подетално да објасниме за граѓаните какви тешки метали пронајдовте во овие испитани примероци и колку се тие штетни, колку се тие опасни за здравието? Нашиот правилник за безбедност на храна опфаќа неколку само тешки метали. Јас ги спомнав кадмиум и олово, тука е исто така и жива. Содржината на кадмиум и олово ги надминува границите, максимално дозволените граници, во скоро сите примероци од зеленчуци во Велес произведени, а во околината на Пробиштип и по течението на Злетовска река, во поголемиот број на примероци, овие два токсични метали има надминато дозволени концентрации. Рековте дека токсични тешки метали има и во реките, особено каде во околината каде што имало индустријски отпад. Тогаш логично се поставува прашањето, веројатно ги интересира граѓаните, и колку е безбедна и водата за пиење. Односно, дали има утврдено тешки метали, присуство на тешки метали во водата која што доаѓа до нашите домови? Ние при испитувањето на речните сливови земавме еднократно само примероци од вода и седименти, речни седименти. Дури и наносни седименти, алувијални седименти. Таму каде што има извори на загадување, каде што има одлив на
материјал од јаловина или од троска, утврдени се содржини на овие метали. Меѓутоа, поконкретно во врска со вашето прашање, за среќа, водоснабдувањето на градовите, скоро сите во Македонија, е преку зафаќање на природни изворски води, каптажи на чисти реки, во чисти предели, така што сите испитувања кои што беа извршени, а редовно ги врши и Институтот за јавно здравје и регионалните институти за јавно здравје исто така, од овој аспект на присуство на тешки метали се безбедни. Единствен случај каде што утврдивме своевремено пред 10 години зголемени концентрации беше во водоводот во Гевгелија, градскиот водовод, зголемена концентрација на арсен, бидејќи каптажата е од Кожовскиот масив кој што е природно збогатен со арсен заради вулканската ерупција, посебно рудникот Алшар, така што заради тоа таа вода беше забранета за пиење и градот Евгелија презеде мерки со поддршка на владата тогаш да бара друг извор, други решенија. Мислам дека од соодветни бунари по течението на Вардар Гевгелија се снабдува со чиста и безбедна вода. Особено голем интерес во јавноста предизвикува загадувањето на воздухот и тоа посебно во текот на зимските месеци кога е најприсутно загадувањето и особено видливо. Што покажуваат вашите мерења за загадувањето на воздухот, особено со тешки метали, и колку овој систем на мерење кој што го имаме сега во државата ни покажува една реална и прецизна слика на вистина што дишеме? Со нашите испитувања утврдивме кои региони се загадени со прашина која што има зголемени концентрации на тешки метали. И тоа е најчесто како резултат на емисија од овие депонии, најчесто е тој случај, или емисија од индустрија. Порано, поинтензивна, сега заради причините што ги наведов на почетокот се намалени. Меѓутоа, општо, генерално, загадувањето на воздухот во градовите, да речам, кои што најчесто ни се во котлини, е како резултат на емисија од различни извори и заради микроклиматските услови, температурни инверзии и така натаму, отсуство на дистрибуција на емитираните токсични гасови и прашина во таа котлина и задржување, а во тој период ние не ја намалуваме емисијата. Главни извори се резултат на грејењето во градовите. Ние само во Скопје имаме покриеност делумно само со парно грејење, централно. Поголемиот дел и не е, а во други градови скоро да немаме. Мислам дека нешто во Битола се обидуваат, но мал дел. Така што овие емисии на горење на дрвна маса, на јаглен, на мазут и така натаму создаваат гасови и прашина која што во тој период на тие инверзии се задржува во воздухот и концентрацијата континуирано расте. Нашиот автоматски мониторинг систем за следење на аерозагадувањето опфаќа мал број на параметри кои што ги следиме. Следење на концентрација на одредени гасови, како сулфур диоксид, азотни оксиди, јаглерод моноксид и прашина, најситната прашина, помали од 2,5 микрометри на неколку станици и скоро на сите честички помали од 10 микрометри. И озон. Практично тоа е се што ние следиме како. И во светот генерално овие параметри се следат најмногу и токсичноста на воздухот, загаденоста на воздухот се следи најчесто преку концентрации на овие цврсти честички, бидејќи тие можат и да ги задржуваат и штетните гасови и други штетни супстанции во себе. При внесување ние ги внесуваме и тие други штетни гасови. Она што немаме сознание, а има потреба да се следи е и следење на концентрацијата на испарливи органски,
хемиски соединенија, кои што во побогатите земји се следат во континуиран мониторинг. Тука во нив би ги вклучили и полицикличните ароматични јаглеводороди и така натаму. Кон нив придонесува и сообраќајот дополнително. Посебно ако имате стари возила, тогаш ризикот е поголем. Треба да се следат и тие, бидејќи тие се најтоксичните субстанции во однос на она што следиме. Значи, ризикот е многу поголем со нивно загадување. Затоа во западните земји, посебно во поголемите градови, и овие параметри се следат. Знам дека вие направивте еден ваков пробно тестирање пред неколку години во Карпош. Што покажа тој тест? Тоа тестирање го изврши Министерството за животна средина и информативниот центар, кој што е надлежен за автоматскиот мониторинг систем. И тие резултати ги објавија во нивниот годишен извештај за 2016 година. Имено поставен е еднократно во еден период од 6 месеци, од септември до февруари, еден анализатор на еден од полицикличните ароматични јаглеводороди. Сега да не навлегуваме многу детално. 16 се многу токсични, критични, се следат вообичаено сите, еден од нив, и неговата концентрација многу добро може да се види во извештајот кој што е јавно објавен на веб страната на Министерството, значи може да се види како навлегуваме во грејната сезона, како концентрацијата на овој полицикличен ароматичен јаглеводород расте и веќе уште во октомври се зголеми 5 пати над максимално дозволеното, и тоа станица во Карпош, каде што е урбана зона и каде што е покриено со парно грејење скоро целата населба. А во декември, јануари и 20 до 25 пати повисоки концентрации. Значи, само едно такво хемиско соединение, а има многу. Така што ризикот е голем во тој поглед и треба да правиме се да ги намалуваме изворите на ваквите загадувачки субстанции. Колку сте задоволени од решавањето на еколошките проблеми во земјава? Сметате ли дека властите имаат доволно слух за решавање на проблемите поврзани со животната средина? И колку ваквиот пристап со неодговорното однесување и на властите, меѓутоа и на секој од нас, ризикуваме да создаваме се повеќе така наречени жешки точки? Јас само ќе ги пренесам или повторам податоците од колегите од Институтот за јавно здравје, кои што со Светска банка работеа на една студија поширока за Европа, па и за Скопје и за Македонија, за тоа колкав е бројот на смртни случаи само како резултат на загадување на воздухот. И таа бројка е алармантна, заради тоа што се движи меѓу 2500 и 3000 годишно смртни случаи, да не зборуваме за заболувања, колку имаме годишно. Значи, тоа се одразува на здравјето на населението, на финансиските загуби и така натаму, трошоците за лечење и слично. Така што ако таквите пресметки ги додадеме или ги пренасочиме во намалување на загадувањето, секој дека ќе има подобар ефект. Колегите од Институтот за јавно здравје дури дојдоа до некои пресметки за 1 милијарда евра годишни губитоци заради овие случаи на заболувања, на смртни случаи, така натаму. Што се огромни средства годишно. Така што ние многу малку во тој поглед, споредено со овие трошоци и несакани последици, вложуваме, зборувам како држава. Ние, ако можеме приватниот сектор преку еколошките дозволи да го принудиме да презема мерки, да вложува средства, зошто не можеме и како држава, таму кај што сме надлежни за собствените извори на загадување, да ги намалуваме. Така што тоа е нужност да го правиме и бара итност во решавањето. Не може ние да дозволиме на случајот дали хром 6 ќе се појави во изворот Рашче или не, мора да превенираме. Само како еден пример. Или Велешката топилница да ја оставиме троската 30 години така, непокриена барем. Прелиминарни студиите на Европската унија Feasibility
како примерно решение ги предлагаат таквите мерки кои што се најефтини, не се ефтини, но се најефтини во однос на други мерки. Исто така депонијата во Југокром, исто така и големата депонија во Охис. Привремено, бидејќи нашите испитувања покажаа дека честички збогатени со линдан и со хексахлороциклоксани ги имаме во центарот на Скопје, ги вдишуваме за покрај сето друго. Така што нужност, потреба има за зачувување на здравјето на населението, но еве и овие финансиски ефекти треба да се согледуваат. Ние многу споро, бавно напредуваме со гасификацијата на државата. Општо познато е дека со горувањето на газ предизвикава помало загадување, немаме прашина, пепел, немаме други токсични гасови како сулфур и слично. Значи, долг период се изработува гасоводите и така натаму, а гасификацијата на институциите не е намалена. Така што мерки мора да се преземаат што е можно поитно и што е можно во поголем обем. Благодарам многу. Благодарам и вас. Со нова тема се гледаме наредната недела во истиот термин. Дотогаш останете со програмите на МТВ.